Лазе, во Музеот на современа уметност се отвара вашата изложба Имерзивна трансформација на глаголицата. Ајде малку повеќе детали околу изложбата и пред се како се роди идејата за овој проект. Да, ви благодарам прво за присуството и можноста да поразговараме во врска со изложбата. Зборот имерзивна, преведено на наш литературен јазик, значи нурнувачка трансформација на глаголицата, односно трансформација која што поттикнува ангажираност дополнително, односно задлабочување во содржината од страна на корисникот, односно посетителот. А идејата доаѓа од 2020 година, каде што всушност глаголицата нели во нашиот општествен дискурс не е толку многу застапена, меѓутоа начинот на кој што е артикулирана, односно користена, поготово во контекст на Свети Кирил и Методи, секогаш некако се издвојувало од кирилицата, па перцепцијата кај голем дел од нашето општество е дека Кирил и Методи ја создале кирилицата, а не глаголицата. За разлика од нас, словенските народи гајат многу голем култ кон глаголицата и голем почит, посебно хрватите, словаците и чесите, нели, со таа мисија моравска која што ја започнале во 9 век светите браќа Кирил и Методи, всушност описмениле еден целосен, еден православен свет, односно словенски свет, само за начинот на артикулација во однос на истото слово, па од тука доаѓа изборот Словени. Што е она што оваа изложба ја прави поразлична од другите, бидејќи сепак вие сте и визуелен уметник, а во каква форма тука посетителите може да ја видат оваа изложба? Она што мене ми е посебно драго е што првпат во Македонија, во Музеот на современа уметност се поставува овој концепт како целосен, една целосна парадигма на целиот истражувачки процес, заради тоа што нуди трансформација на глаголицата преку различни медиуми. Таа си го наоѓа местото точно во просторот во кој што таа функционира, со тоа што поттикнува одреден сензибилитет кај секој од посетителите да може да креира свое искуство. Дополнително, она што се трудам да го истакнам е кокреацијата која што е многу клучна кај секој од посетителите, значи не учествуваат само во однос на поставката како одредено доживување, него тоа доживување е зајакнато од нивното учествување, односно партиципација во кокреирањето на содржината, односно делото, па така од една статична форма на глаголицата изразена преку печатени медиуми имаме тотем кој што е контрапунктот всушност на култот на глаголицата, развиена преку одредена лебдечка инсталација заедно со анимации, на крај заокружено со виртуелна реалност, каде што низ целиот тој процес практички секој сегмент од глаголицата е трансформиран, односно прилагоден и дава еден похуман однос во однос на користењето на глаголицата. Бидејќи се работи за еден долгогодишен истражувачки процес, како автор, што е она што вам ве фасцинираше во глаголицата? Она што е многу клучно за мене, фасцинантно, јас едноставно бев изненаден од едноставноста и начинот, односно потребата во 9 век вие да создадете духовен наратив на еден народ. Кога во другите земји, воопшто во Европа, духовноста воопшто не била категорија некоја која што создавала потреба за описменување на народот. Тука била манифестацијата на зближување, односно зголемување на кохезијата и активно учество на сите во процесите. Бог е клучна фигура, меѓутоа Бог е манифестација на човекот. И тој создава приближување кон сите оние сегменти кои што се многу клучни. Глаголицата го истакнува тој момент, аз буки веди глаголи добро е живеат. И вие кога ќе го разложите, јас како човек ги познавам буквите, ги умеам да ги користам во форма на зборови, живеам на планетата Земја, на Земјата ќе бидам, значи го имам целосно заокружено целиот процес. Така да тоа е таа клучна секвенца некоја која што е многу битна и таа фасцинира дополнително едноставноста во проектирањето во тоа време, значи сензибилитетот на визуелната комуникација како формула, едноставно како поставеност таква од 20 век веќе е на некој начин заокружена преку теориски форми. Меѓутоа тука во 9 век ви имате 10 векови претходно некој седнал, направил толку прагматично писмо, а толку моќно во едноставноста и во изразот, користејќи три основни форми: триаголник, круг и квадрат. Неверојатно. И за крај, оваа изложба во малку поинакви форми е представена и надвор од Македонија. Какви беа реакциите на тамошната публика?
Изложбата до сега беше покажана во различни формати во повеќе земји. Малме беше клучна пресвртница во однос на проектот, заради тоа што таму имавме веќе развиено платформа во однос на виртуелната реалност, каде што прв пат се тестираше, меѓутоа исто така во Лондон на Royal College of Arts имав прилика да разговарам со професорите и студентите во однос на самиот процес на digital storytelling, односно дигиталното раскажување. Меѓутоа исто така во Стокхолм, да речеме, искуството е барањето логика согласно нивното културно наследство кое што доаѓа од руните, од нивното писмо. Меѓутоа во Братислава беше интересно, беше обсервирана повеќе како нивна блиска културолошки, заради тоа што целата словачка држава е базирана всушност на култот на Свети Методи, заради тоа што тоа е формирал и архиепископијата во Нидра. Така да во Белград беше одредена форма само на плакати и делум на други представи, така да различно е целосно искуството. Денеска за прв пат во Скопје се поставува во оваков формат. И јас се надевам дека овој формат ќе покаже дека е конечниот, односно тој исправниот и така ќе продолжи понатака.